Кога љубовта спојува две уметнички души, тогаш нивниот дом наликува на музеј, каде експонатите се лични дела на двајцата уметници. Таков е домот на Оливера Ковачевска-Кратовска и нејзиниот сопруг Роберт Кратевски во Пехчево, дом кој плени со антички и етно елементи, статуи, фурни предмети, стари чувани и по 2 века, но и со современи уметнички изрази. Тоа е кога ќе се спојат две уметнички души, значи јас и сопругот сме уметници, тој од една бранша, јас од друга, се надополнуваме, црпеме заедно идеи еден од друг. Понекогаш идеите се мои, тој ги реализира, понекогаш негови идеи, јас го поддржувам. Фонтани права, статуи права фурни за леп, и тоа е време од периодот на антика, што многу доминира автентично нашо, значи национално нашо фурна. На фурна подници права. Оливера ја затекнавме како работи икона во ателието во дворот, кој грижно го изработил нејзиниот сопруг. Таа има завршено ликовна академија, а работи како учителка. Работи во ателието на основачот на керамика на Македонија, Качуклиевски Раде и Михо. Потаму се моите професионални зачетоци, потоа продолжив како хоби да сликам. Меѓутоа, тоа хоби продолжи цел живот, еве 44 години, од тие 44, да речеме 34, јас интензивно сликам. Оливера ја црпи инспирацијата буквално од се, од незините 3 деца, од децата во училиштето, од природата. Доволно е да има време за четката да го прикаже она што таа го чувствува. Највеќе работам улје на платно работев повеќе како девојка, сега во последно време највеќе работам улје на дрво. Тоа ми исполнува највеќе, со улјето може да се игра буквално до 100 дени назад, затоа што многу бавно се суши и може да се преправа, да се игра со боите, се додека не речеш 100. Делата Оливера и Роберт ги изложуваат на локалните сајми, каде најмногу странците ги купуваат иконите, а многумина знаат да го посетат и нивниот дом, од каде го избираат или го порачуваат за изработка она што им се допаѓа. Но материјалното не ги води двајцата уметници ни животот, туку меѓусебната љубов и почит и љубовта кон уметноста што ја носат во себе.